Недостапноста до здравствените услуги за маргинализираните групи кои живеат на социјалното дно можат и да не представуваат гордиев јазол за оваа популација. Позитивната нарација за оваа проблематика зборува за професионализам и кај лекарите и кај социјалните работници, но и улогата на граѓанскиот сектор. Сите од овој аспект на делување можат да внесат нова светлина и надеж дека овие животни приказни ќе останат да сведочат дека и во македонското здравство ромите можат да добијат здравствени услуги без предрасуди, дискриминација, административни бариери. Со добра информација и стручна помош може да се срушат тешките административни планини и да ги направат поедноставно достапни за луѓето кои живеат во ризик и се наоѓаат на социјалното дно. Имавме голем проблем откако ни се роди малиот син Даниел Демиров. Тој се роди со срцева мана која требаше итно да се опериса во Република Бугарија, Софија. Првото решение ни беше негативно од Фондот за здравство. Многу ни помогна социјалните работници од Берово, кои ме мотивираа да напишеме жалба до Министерството за здравство. Исто вториот пат пак напишавме кога добивме негативно и по трет пат не успеа. Инекцијата ја плаќаме по 7.000 денара и имаше тука требини со здравството исто така и се научихме од кам невладината организација дека можат да ни рефондираа на нас парите. Внучето е 4 месеца, имавме проблем со него, имаше температура многу голема, значи детето во тој смисол дехидрирало. И после тоа бевме на лекар во Пехчево, и лекарите рекоа, не му е ништо, му дадоа некои шурупчиња таму, што знам, и не смеат да му дават тие антибиотици, пошто е мало детето, и директно отидов за Делчево, кај докторка Виолета, и тоа приватно во нејна куќа бев, се замоливме кај неа, нема проблем, вика, ќе го видиме детето, не пречека добро и сме задоволни многу од докторката Виолета. Ние го прегледа и рече, вика, слушај, детето подхитно да го водите за кочење. Една недела внучето беше таму у кочење. Па примаше некои физиолошки, тоа во главата, во раката не можеше да му стават, во главата ги прима и супер сме задоволни и од кочење, исто од болницата. Детето има 5 години, има боледува од мускулна дистрофија, значи мускули се губат и се обраштаа на мрснотија. И значи ние за таа болеста, за да се поднесе за категорија, дека го следува нешто като нега помош, сам информирам кај работилницата од невладената организација, таму имаме работилница, значи чисто сам информиран од докторката Виолета, значи за да се поднесе за детето, да се направи, да се земе нешто помош. И сам посетен, значи, од докторката Виолета дома и стои од Зоки. Гледам детето поврашта, момичката. И кога гледам до витринката, апчета најдек од срцелие, не знам, едни бели апчета. Дојде брзи помош и ги носиме. Доволни бекме, пари не ни тражија, што одиме за Скопје, децата таму ги лечикме. Во никоја ситуација не е важно, како што споменав, здравственото осигурување, финансиските средства, значи правично е најдобро ние да го изслушаме пациентот, да земеме целосна анамнеза и тогаш по наша преценка да прецениме дали станува збор за итна состојба или некоја состојба која може постепено да се решава. Овие животни приказни искуства по болничките лавиринти го отворија прашањето за професионализмот на лекарите и администрацијата, но и довербата кон нив.
За да се врати довербата во лекарот, прво, секој човек кој што студирал медицина или кој што завршил медицина е потребно прво да има желба да ја работи оваа работа, да биде посветен на оваа работа и се разбира во секој момент да може да одговори на повикот на пациентот. Јас сум на мислење дека треба да се одржуваат средби и помеѓу самите лекари или специјалисти и луѓето од тие групи, така да на некој начин луѓето добијат доверба во нив. Невладината КАМ сака да придонесе за трансформација на негативните наративи кај здравствените работници, а со тоа и промена на генералната слика во насока на подобрување на здравствениот статус на ромите во источниот регион. Живееме во општество полно со предрасуди и стереотипи кои го отежнуваат остварувањето на основните, на фундаменталните човекови права, односно на граѓаните. Ова посебно се однесува на ромите кои поради нивниот општо познат, општествен и социјален статус, секогаш се соочуваат со проблемот на дискриминација и нееднаков третман. Од тие причини, невладината организација КАМ од Делчево работи на полето на заштита на основните човекови права, конкретно со овој проект, работи на сензибилизација на здравствените професионалци во источниот регион, односно во регионот каде што делуваме. Со проектот сакаме да извршиме промена на негативните ставови кај дел од здравствените работници преку позитивен пристап и промоција на добри практики. Позитивните практики имаат своја основа во Хипократовата заклетва на лекарите, која сепак ги води барем еден дел од здравствените работници да излезат во пресред на потребата на пациентите роми во остварување на правото на здравствена заштита. Примерите за лекарските пропусти и несогледување на фактичката состојба на семејствата, баратели на здравствена помош, треба да се надминат и да бидат минато во функционирањето на здравствениот систем. Проектот промена на негативните наративи кај здравствените професионалци во источниот регион е поддржан од Фондацијата Отворено општество преку здравствената програма во Њујорк и Будимпешта, а се спроведува во општините Виница, Делчево и Пехчево.